Поштовани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС. Енергијата ќе биде тема, главната тема за која што ќе зборуваме вечерва. Неодамна во Охрид се одржа конференција на која што електропреносните системи од државите од регионот одржа конференција средба на која што договара и формирање на единствен енергопреносен систем. Во таа насока беа и дадените изјави на премиерот Зоран Заев, но и на вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, кој што истакна дека формирањето на еден ваков единствен пазар може и стрикно ќе влијае во намалување на цената на чинење на електричната енергија. Она што беше најавено е дека за до 2 години, во период од 2 години треба да дојде до намалување на цената. Имам посебна чест да се обратам на овој значаен форум посветен на јакнењето и унапредувањето на меѓусебната соработка на преносните систем оператори од Југоисточна Европа. Особено ми е драго да го поздравам вашето присуство и учество на овој важен ваш собир во името на владата на Република Македонија и во името на граѓаните на нашата земја и да ви посакам успешна работа и резултати од овој форум. Ова е исклучително важно ако се има предвид на вашата цел – креирање на единствен пазар на електрична енергија и негово вклучување во паневропскиот пазар на електрична енергија. Секако, за да остварите оваа благородна и толку неопходна цел за доброто на граѓаните и на економиите на нашите земји, од огромно значење е размената на вашите искуства за тоа што досега е постигнато и што треба да биде осогласено во вашето меѓусебно заедничко работење, за да ги спроведете европските препораки и регулативи како патокази до вашата финална одредница. Оттаму, уверен сум дека работното мото, кое сте го определиле на овој форум, границите да станат мостови, ќе биде инспирација да ги вложите сите ваши искуства и знаења за реализација на вашите планови, за зголемување на соработката и за намалување на бариерите кои постојат меѓу националните електропреносни системи како клучен предуслов за создавање на единствен пазар, односно за улеснување на трговијата со електричната енергија. Увидот во листата на учесници на овој форум, присуството на највисоки представници, односно генерални директори, извршни директори, председатели на управни и надзорни одбори на операторите на електропреносните системи и на систем операторите, сами по себе говори за значењето кое вие самите го давате на оваа ваша заедничка средба и на иницијативите што ќе произлезат од неа. Огромно е значењето кое секоја од државите што се представени на овој ваш собир овде во убавиот Охрид го дава во создавањето на единствен пазар на електричната енергија. Истовремено, сакам да го поздравам и присуството на невисоките представници на регионалниот центар за сигурност на координација, потоа представниците на заедничката компанија која организира аукции на расположливи прекогранични капацитети, како и представникот на Европската мрежа на оператори на преносните системи, која представува 43 оператори на електропреносниот систем од 36 земји ширум Европа. Мене ми останува само да ви одадам признание за вашата подготвеност, да најдете најдобро решение за предизвикот да се имплементираат регулативите на Европската асоциација на преносни систем оператори за електрична енергија и да овозможите услови за да почне да функционира единствен пазар за електрична енергија кој потоа ќе се интегрира во паневропскиот. Единствениот пазар е најдобар начин за зголемување на транспарентноста и конкурентноста меѓу сите учесници на пазарот на електрична енергија, производители, снабдувачи и трговци, затоа што за сите учесници важат истите услови, односно правила. Конкурентноста создава простор за технолошки иновации и нови вложувања, кои сите учесници, независно дали се производители, снабдувачи, трговци. Тоа во крајна линија ќе донесе конкурентни цени на електричната енергија за потрошувачите, а тоа го покажуваат и искуствата на западноевропските земји кои веќе имаат единствен пазар на електрична енергија. Заради сето претходно и заради вашата благородна цел,
поради која сте денеска овде. Ви посакувам успешна работа и искрено сум уверен дека од овој форум ќе произлезе добра вест за граѓаните на нашите земји. Ми представува особена чест и задоволство да се обратам на овој собир, заради тоа што јас и лично во мојата професионална кариера претходно 20 години сум дел од енергетиката, односно од електроенергетиката, и веројатно добро ги познавам приликите во вашиот сектор и затоа се надевам дека ваквите собири ќе дадат придонес во тоа кон што сите се стремиме. А стремежот, поготово на малите земји, како што е Македонија, а и останатите земји во регионот не се многу поголеми, иако се поголеми од Македонија, е да пазарот на електрична енергија биде еден пазар на електрична енергија. Јас сум длабоко убеден дека тоа е начинот како ќе се направи бенефит за граѓаните на сите наши држави. Денешниот собир, кој што вие денеска тука го имате во Охрид, е еден чекор на тој пат. Тој пат не е лесен, бидејќи треба да надмине многу административни бариери. Тој пат не е лесен, бидејќи треба да надмине многу технички бариери, ама тој пат е извесен и тој пат е патот по кој што треба да се движиме сите, за на крај да направиме стабилно снабдување со електрична енергија на сите клиенти, без разлика дали е тоа економијата или граѓаните во своите домови. Она што е важно сите да го разбереме е дека електричната енергија како производ нема граници, дека електроенергетскиот систем има само административни граници. Тој апсолутно нема технички граници. Ние административно електричната енергија ја евидентираме каде колку поминала, но таа си тече по природните закони, по законите Омови и Кирхови, и таа ги надминува желбите на луѓето. Затоа ние треба да ги следиме природните закони. Ние не можеме да одиме по административните или да кажам политичките логики. А тие кажуваат дека е потребно да се изградат што е можно повеќе преносни линии, што е можно повеќе интерконективни далеководи во регионот. Со самото тоа ќе се зголеми стабилноста на целиот систем. Кога викам систем, не мислам на една држава, мислам на регионален систем. Ќе се зголеми можноста да целиот наш регион подобро се поврзе со Европа, а со самото тоа и да се намалат цените на електричната енергија и тие да бидат приближно до европските. Ние денеска и покрај тоа што сме посиромашниот дел од Европа во југоисточниот дел, ние се уште имаме повисоки цени на електрична енергија пазарни од тоа што го има Европа. Причината за таа работа е заради тоа што развијаниот дел од Европа има повеќе инвестирано и во производствени, и во преносни капацитети во споредба со нашиот регион, каде што електричната енергија се уште во одредени земји е дефицитарен и увозен производ. Само со градење на капацитети во делот на производството, а посебно во делот каде што вие управувате, а тоа е во делот на преносните линии, односно на далеководите, кои што се на високо напонско ниво над 110 киловолти, можеме да гарантираме сигурност за нашите граѓани. Затоа ви посакувам денеска исклучително добар работен ден, ви посакувам да постигнете колку што е можно поголема меѓусебна согласност, да во иднина ги направиме првите чекори во регионот за обединување на пазарот. Сега денеска имаме неколку мали берзи на електрична енергија во регионот, кои што мораме да кажеме дека се нефункционални. Имаме една поголема, која што е функционална, и јас лично мислам и убеден сум дека со формирањето на една голема регионална берза може многу да се подобри и снабдувањето, а да се намалат цените на електрична енергија. Уште еднаш на крај ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав работен ден. Благодарам. Богданци е нашиот единствен ветерен парк. Тој пред неколку години почна со работа, има 16 ветерници, сега
тамошните раководители најавуваат дека во наредната година во Богданци ќе бидат инсталирани дополнително уште 4 нови ветерници. Предходно со капацитетот на 16 ветерници проценките беа дека ќе се произведува енергија која што ќе биде доволно за снабдување на околу 60.000 жители. Со дополнителните 4 се разбира овој број ќе се зголеми на над 60.000 жители. Во продолжение предлагам да го погледнеме прилогот што го подготви колегата Ване Трајков, кој беше во посета на ветерниот парк во Богданци. Идната година треба да бидат инсталирани нови 4 ветерни турбини за производство на електрична енергија кај Богданци. Вака најави од Телем кои беа домакини на представници на косовската влада кои се интересираа за постапките и процедурите за изградба на ветерен парк во Косово. Директорот за развој и инвестиции при Елем Иван Трпевски истакна дека се обезбедени 18 милиони евра. Станува збор за официјална посета од страна на Косовското, нова. Ајде, нема проблем. Од Косовското Министерство за финансии и европските фондови, исто како и овде, исто како и во Босна и Херцеговина, тоест на целиот Западен Балкан, одат преку Министерството за финансии. Бидејќи оваа зона на обновливи извори на енергија во Косово не е развиена, а примерот овде во Богданци е практично показна вежба, е пилот проект, врз основа на кој се направени уште еден ветерен парк во Босна и Херцеговина и еве се надеваме во Косово, така да искуствата претпоставам што можеме да ги споделиме со нив, че им користат за развој на оваа гранка на енергетиката кај нив. Ветерниот парк кај Богданци е во функција 4 години. За комплетирање на истиот се започнати процедурите и во наредните месеци се очекува да започне набавката на опремата. Ова зад мене е ридот Мамино, каде што треба да никнат нови 4 ветерни турбини од паркот овде во Богданци. Инсталирањето на истите, според проекциите на ЕВН, ќе се случи идната година, зашто интензивно се работи на завршување на целата постапка. Македонија со својата стратегија, освен изградба на нов ветерен парк, планира и фотоволтаична централа која ќе биде најголема на Балканот со мокиност од 10 гигават часови. Ветерниот парк да се проширување, да се комплетира ветерниот парк во Богданци, сегашната инсталирана моќност е нешто помалку од 37 мегавати, но проектот е дизајниран за 50 мегавати и во моментов сите практично планирања во тој поглед се завршени. Нашето Министерство за финансии ни обезбеди кредит од 18 милиона евра од првиот финансира, истиот, Германската развојна банка КФВ, и овој проект очекуваме наскоро да започне. Под наскоро не подразбирам дека наскоро ќе се почне да се гради, туку да започне во форма на обезбедување на дозволи, на распишување на тендери за опрема или продолжување на постоечките договори и негде во 2019 година конечно изградба на преостанатите 4 ветерни турбини. Со тоа ќе се комплетира проектот Богданци. За сега имаме уште 2 проекти. Ако вие дојдовте од другата страна, но ако идете од Скопје, на патот, новиот дел од автопатот, се отвара можност за изградба на уште еден ветерен парк. Таму е, да речем, започната фазата на планирање и Елем дефинитивно ќе гради уште еден ветерен парк на локацијата Миравци и тој ќе биде планиран да биде 50 мегавати, но првата фаза ќе биде нешто помалку, ќе биде 14 мегавати, а многу брзо веројатно ќе започне изградба на една малку поголема фотоволтаична електрана. Всушност мислам дека и таа е најголема на Балканот, од 10 мегавати во кругот на постоечкиот рудник во електраната Осломи. И само за крај, господин Трпевски, кој е оној ваш апел до индивидуалните домаќинства за искористување на тие обновливи извори на енергија? Ајде, ветерници не, но сепак сончевата енергија. За тоа мислам дека е ситуацијата подготвена со новиот закон за енергетика, би требало да се донесе во текот на мај месец, со што ќе се отвори можноста за сите домаќинства, сите што имаат да расположив простор на своите покриви, да инсталираат мали постројки со снага доволна за едно домаќинство и на едноставен начин, без многу администрација, да ја користат енергијата како за собствени потреби, така и дел да се испорачува во дистрибутивната мрежа. Ова верувам дека ќе започне да се применува уште во текот на 2018 година. Државите од Балканот треба да се фокусираат на искористување на обновливите извори на енергија, беше пораката на представникот на Западно-Балканскиот инвестициски фонд.
I understand from our colleague from Kosovo that yes, that's why they're interested. Навистина има потреба да се зголеми капацитетот на обновливата енергија. На Западен Балкан, колку што знам, првата ветерница е во Македонија. Откако се изгради овде, во план е да се градат уште ветерници на други локации, а некои веќе се изградени, како на пример во Србија. Така што постојат големи планови кои чекаат да се случат и ова е навистина важно. Обновливата енергија се развива брзо. Ветерниот парк кај Богданци има 16 турбини и годишно произведува 110 гигават часови електрична енергија и беше пример за изградба на ветерен парк во Босна. А кога зборуваме за струјата, електричната енергија, да видиме какви се цените што ги плаќаат европјаните за потрошувачката на струја. Односно, каде е најскапа струјата во Европа, каде е најефтина и кои се генерално причините за овој диспаритет во цената во големото европско семејство. Најефтината електрична енергија во Европската Унија според големопродажните цени во четвртиот квартал е во скандинавските земји, покажува статистиката на Генералниот директорат за енергетика на Европската комисија. Во обратен смер е Јужна Европа. Највисока цена е во Италија, Португалија, Грција и во Шпанија. Цената во Данска, Шведска и Финска е во опсек од 30,5 до 33 евра по мегават часови. Ниска е цената во најголемата европска економија, Германија 33,9 евра за мегават часови. Во меѓувреме електричната енергија за мегават часови во Италија изнесува 61,80 евра, а во Грција и во Португалија 60,5 евра. Во Романија големопродажната цена на електричната енергија е 47,6 евра за мегават час, а во Бугарија е 50,7 евра за мегават час. Пред неколку години, операторот на електроенергетскиот систем објави податоци кои покажуваат заживување на извозот на електрична енергија во последниве месеци. Трендот е евидентен од крајот на 2017 година и продолжува до крајот на април. Повисоките цени во соседните земји можат да се обезбедат со едно објаснување за овој раст. Од друга страна, суспензијата на извозот во почетокот на 2017 година исто така треба да се земе предвид, што исто така влијае и на статистиката. Во Франција цената е 57,40 евра за мегават часови, јасно е од извештајот. На крајот од минатата година, некои од нуклеарните централи на земјата беа затворени поради планираните поправки и беа наредени дополнителни безбедносни проверки од страна на регулаторното тело на земјата. Така земјата увезуваше струја. Централите постепено повторно ќе влезат во системот до крајот на годината и со ова ќе се одрази на цената на електричната енергија во наредните месеци, велат експертите од Брисел. Извештајот на Европската комисија покажува дека последните 3 месеци од 2017 година цената на електричната енергија во Европа се зголемила насекаде. Според анализата на експертите во земјите каде што постои подобра поврзаност на енергетските системи, цената на електричната енергија е поконкурентна. Во земји како Грција и Италија, кои остануваат релативно изолирани, цената е повисока. Италија исто така е нето увозник на електрична енергија, што е фактор во највисоката цена на електрична енергија во Европа кон крајот на 2017 година. Сепак, балтичките земји се во позиција на нето увозник на електрична енергија, но цената варира меѓу 33,10 евра во Естонија, 34,5 евра во Латвија по мегават час според податоците на Европската комисија. На тоа беа темите посветени на енергијата, обновливите извори на енергија и изворите, инвестирањата во делот на електричната енергија. Во продолжение предлагам да го погледнеме материјалот кој што беше снимен на отворениот ден кој што го имаше Министерството за труд и социјална политика, Националниот младински совет и сите вклучени Агенцијата за вработување и сите вклучени инстанци во реализација на проектот Гаранција за млади, кој што според она што беше кажано на отворениот ден само за 2 месеца од неговото спроведување довел до склучување на 123 вработувања за млади. Министерството за труд и социјална политика ќе ја прошири програмата Гаранција за млади, доколку овој пилот проект што се реализира во Струмица, Гостивар и во Скопје ги даде посакуваните резултати.
Станува збор за проект што Министерството го спроведува со Националниот младински совет за враќање на довербата кај младите во Агенцијата за вработување со нивните активни мерки за млади. Моментално мерката дава ефект и нашата цел е што повеќе млади луѓе да се вклучат, да се заинтересираат со цел нели таа висока стапка на младинска невработеност со поголеми чекори и поголем процент да ја намалиме. Така да гаранцијата за млади како постоечка позитивна европска практика сега се имплементира успешно во овие три општини и тоа ни дава голема мотивација, желба, но и предвидување дека доколку работиме на територијата на цела Македонија дека ќе постигнеме уште поголем резултат. Министерката Царовска тврди дека за 2 месеца преку гаранција за млади 123 веќе засновале работен однос, а 60% од идентификуваните млади невработени веќе аплицирале за некои од активните мерки на агенцијата. Вклучени 700 лица во сите три града, 700 млади лица, од кои што 123 веќе се во работен однос, останатите 60%, 59 од нив се во програма за самовработување и чекаат обезбедување на грант, 86 се во програмата за субвенционирање на плати, 73 во обуки за побарувани занимања на пазар на труд и 73 во практиканство. За градоначалникот на Струмица Јаневски резултатите се охрабрувачки и како општина ќе работат на задржување на младите во општеството. Продолжуваме со исто темпо понатаму со цел младите да го најдат своето место во општеството, полесно да се пласираат во општеството, да ги понудат своите способности и да можеме да бидат креативни учесници во креирањето на подобра иднина за сите граѓани во нашето општество. Оваа програма има за цел да обезбеди на млади лица на возраст од 15 до 29 години во период од 4 месеци шанса за вработување, континуирано образование и обука или практиканство. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС. До нашето следно дружење останете во добро расположение. Се гледаме наредниот четврток во 20 часот. Пријатно.